Добро вечер. Вторник отворено студио. Иако многумина очекуваат дека ќе бидеме прекопирани во наредниот период со претседателските кампањи, политичките аспекти на ривалитетот, дали кој ќе биде и каква ќе биде улогата на идната екипа на СЕО, јас мислам дека е време и во наредниот период малку повеќе ќе се занимавам со економските перформанси на државата, особено тековните макроекономски движења. Мој вечерашен гостин е универзитетската професорка, сега извршен директор на Македонија 2025, се повеќе брендирана асоциација на македонски и прекоокеански бизнисмени кои се обидуваат да ги проткаат економските релации. Професор Мојсовска, прво честитки за тоа што се нафативте да менеджирате со нешто што до вчера теоретски го предававте, а тоа е како да се раководи со еден корпоративен систем или со човечки ресурси. Но на почеток, со оглед на вашето прилично јасно педигре на сознавањето за економските движења, особено за социјалните и движењето на работна сила, сакам да прашам две кратки прашања. Како во овој момент ја оценувате економската ситуација во Македонија, која се движи од преголеми очекувања до релативно скромни реализации? Најпрво да се заблагодарам за поканата и се надам дека сепак некој покрај оној дуел кој што тече во моментов помеѓу премиерот и лидерот на опозицијата, сепак некој ќе одлучи да ја гледа оваа наша програма. Зборуваме за важни прашања, економијата во Република Македонија. Најпрво да кажам дека согласно она што го имаме како првични податоци, еве после една политичка нестабилност, дека економијата покажува знаци на заздравување, враќање во нормала, значи се реализираше релативно добра стапка на економски раст, 2,7% во 2018 година. Невработеноста се намали, нето извозот се зголеми, инвестициите растат. Имавме исто така подобрување на меѓународни рангирања, како што е Doing Business на Светска банка, индекс на перцепција на корупција и така натаму. Така што зборот нормализирање, намерно го кажав, бидејќи имам чувство дека ние постојано се враќаме во некоја нормала, меѓутоа таа нормала, историска нормала, не соодветствува со нашите очекувања, па ќе речам и со моите лични и со желбите на било кој граѓанин на оваа држава, на било која организација. Значи, нормализацијата значи дека се враќаме во еден период на ниски стапки, меѓутоа релативно добри стапки на економски раст, меѓутоа сигурно не стапки кои што би го подобриле значително животниот стандард на граѓаните, нели тоа ни е целта. Така што би рекла дека можеби е прав момент и е добро што дојдовме во некоја економска и политичка стабилизација, е прав момент да зборуваме за големи работи и да зборуваме за трасирање на патот кон повисоки стапки на раст или кон подобра иднина. Значи, сакам фокусот да е на тоа, за жал подолг период сме фокусирани на политичка стабилност, постигнување и така натаму, меѓутоа фокусот мора да е на економијата. Како да направиме еден поголем скок? Мојсовска, има помалку контраверза меѓу овој оптимистички сублимат што го правите и например јадот што во овој момент го слушаме и гласот на немок на пазарот на работна сила. Раст, а корпорациите жалат или лекаат за недостиг на работна сила и тоа што е најважно на сите рамништа. Од квалификувана до високо образована, стручна се разбира. Што е тоа? Дали е тоа новото премрежење во кое Македонија ќе создава, нели ќе привлекуваме заради работната сила, која ќе си замине, па прашање дали ќе привлечеме странски инвестиции? Ќе дозволите тој проблем малку да го раздвојам на три елементи, би рекла. Првото прашање е неактивноста. Значи, во Република Македонија голем дел од населението е неактивно, економски неактивно, значи работоспособно, меѓутоа не учествува на пазарот на труд од различни причини. Една од тие причини, релативно важна, е фактот дека дел од тоа население е мигрирано, меѓутоа не стои тоа во нашите евиденции. Значи, тоа е, да речеме, изгубен потенцијал на работна сила. Дел од нив се млади, депримирани, без мотивација, дел се нормално и возрасно население, кој што едноставно е безхрабрено да бара работа.
Тоа е значи првиот проблем, неактивноста. Значи ако сакаме да постигнеме повисоки стапки на раст, ние мораме да го активираме тој дел од популацијата. Вториот проблем би рекла дека се вештините и знаењето. Значи не е само колку имате вие како квантитет работна сила, многу е важно и кои вештини и знаења ги имаат. И ова прашање мислам дека е многу сериозно во смисла дека ние загубивме голем дел или многу години загубивме и не успеавме да го преструктурираме нашето образование. Значи да го направиме комплетно да одговара на потребите на пазарот на труд. Да го направиме да биде флексибилно. Знаете, ние постојано сме во некоја реформа на образовни курикулуми, никако да ја завршиме реформата, ама не сваќаме дека најважна е флексибилноста. Значи лесно да можете да ги преквалификувате и да ги насочите, па и младите и возрастните секако, кон фирмите или потребите на фирмите. Значи тоа исто мислам голем проблем на кој што треба понатаму да се работи. И исто така нешто што е поврзано со пазарот на труд, тоа е социјалната сфера. Значи, од социјалната помош до сите што се политики за невработени лица, значи како тие да ги направиме да бидат во синергија со пазарот на труд, а не да ни вадат дел од населението уште толку надвор од пазарот на труд. Значи, нели она што велиме, едноставно тие живеат од социјална помош, живеат од други, можеби и од дознаки од странство, значи губиме голем дел од потенцијал, а оној потенцијал кој што имаме ги нема правите вештини. Стигнавме до, би рекол, најконтроверзната тема која декада наназад не ја отвараме, односно отвараме како периферија, дисперзија на образование, нели, болонски критериуми и така натаму. Вие доаѓате од престижен приватен универзитет. И јас сакам да ве прашам, колку, например, Американскиот коледж, колку воопшто нашите факултети се приспособени да нудат нови дополнителни брзи, едукативни и оспособувачки курсеви кои работната сила, без оглед дали е филолог или е електротехничар, ќе ја понуди на пазарот на труд во оној момент во кој се бара и што се бара? Ќе почнам од нешто што често го кажувам, а тоа е дека образованието треба да се одвива во рамки на вештини. Значи ние треба да зборуваме за вештини, а не за знаење. Затоа што значи на работното место, она што работникот го покажува, тоа се вештини. Знаете да работите и да управувате со машина, знаете да подготвите дури едноставна некоја апликација, писмо, значи тоа се вештини. Меѓутоа, ние постојано во образованието го форсираме знаењето, учење на факти на памет, значи работи кои што не се применливи во реалниот живот или сфера. Шок за ова беше така едно прашање на обука меѓународна за професори, која што еден професор вели, што ако студентот на крај на студиите вели не знае што е маркетинг, бидејќи ние постојано учиме преку примери практични. И му велат, а кој бара од вас на работно место да знаете што е маркетинг? Треба да знаете да сработите нешто во областа на маркетингот. Значи мора да се научиме да размислуваме за реални ситуации и вештини на студентите или младите како да действуваат во тие реални ситуации. Колку странските инвеститори, без оглед дали се Гринфилд, Браунфилд или непосредни и така натаму, влијаат врз системот на едукација на кадри и абсорбција на кадри кои им требаат. Или како што обично сега тој германски модел кој почна и Европа да го применува, јас преска ви го лоцирав меѓу универзитетот и кадрите на дуално образование. Значи, бараат од вас универзитетите или од средно техничките таков тип на образование, на таков тип на кадри за наredните 10 години. Видете, прво морам да кажам дека и во рамки на изминатиот период, кога имавме силен фокус на привлекување на странски инвестиции, постојано се залагав да се развие еден систем во кој што ќе имаме ние токму собирање на информации од инвеститорите, потенцијални инвеститори, за тоа какви вештини им се потребни, и ние веднаш да реагираме преку нашиот образовен и тренинг систем да ги задоволиме тие потреби. Нели ако ви е клучна или многу важна некоја странска инвестиција. И тука не е важно само формалното образование, тука е важно и она што е образование за возрастни.
кој што го развиваме, ама никако да го доразвиеме. Тоа се кратки, ефикасни тренинзи кои што веднаш ја приспособуваат работната сила за работни вештини. Секако не можете за се веднаш да приспособите. Меѓутоа, тој систем мора да го развиваме. Странските инвеститори точно артикулираат што им е потребно. Значи, точно знаат и тие често пати, тие не се ни водат од ниво на образование. Нели ние во тие прашалници кои што им ги спраќаме, велиме кое ниво на образование ви требаат работници. За нив или како они размислуваат, тоа се, значи, вештини и занимање. Значи, велат, например, оператори на CNC машина. Значи, не е важно нивото на образование. Мораме ние да почнеме така да размислуваме што сме продуцирале во смисла на кои вештини ги има. Тоа значи да ја тргнеме нашата соцреалистичка ова, па сега магистар треба да работи во погон. Во суштина, тоа е адаптацијата на пазарот на работна сила. Апсолутно, значи и видете, рековме, констатиравме дека немаме доволна работна сила, веќе се соочуваме со недостиг, така што мораме едноставно работната сила да ја прилагодиме на потребите. Секако, ако сакаме и понатаму да имаме напредок, било поголемо производство или бруто домашен производ, поголема вработеност, значи круцијално е во моментов да ги развиеме тие механизми во образованието. Значи не можеме, мислам дека имаме ограничување на растот кој што ќе дојде од таа работна сила. Дури во моментов и се чувствувате нелагодно да привлекувате инвестиции во смисла дали ќе можете да испорачате доволна работна сила за тие инвеститори. Професор Мојсовска, на почеток го најавив дека рече си до вчера бевте професор и уште малку ќе имате таква едукативна функција. Сега поминавте за челник на Македонија 2025. Ако ми се јави некој нашинец или од Канада или од Америка, како што обично велат, јас сакам да инвестирам, моето прашање до вас и до него, дали тој знае што ќе најде тука како потенцијал, зашто ние не сме пазар за самозадоволување, туку треба да произведуваме за извоз. Дали се тие сигурни уште живеат со некој национал патриотизам кој е на граница да ја спасуваат, а не да профитираат? Најпрво да кажам дека промената во мојата професија е токму со цел да остварам една друга мисија. Значи, јас сум човек што е мотивиран од оно што е правење добро за државата или општо добро. И организацијата се вклопува во таа моја лична мисија, бидејќи ја има токму таа мисија да промовира просперитет на држава и раст во економијата. Дел од нашите активности се во образовната сфера, развој на лидерство, меѓутоа дел од програмите се фокусирани токму кон отварање на пазари за наши фирми, за извоз, меѓутоа исто така и привлекување или помагање на странските инвеститори. Во тие странски инвеститори ги вбројувам и странци кои што немаат македонско потекло, меѓутоа и наши кои што секако имаат македонско потекло, меѓутоа се државјани на странски држави. За оваа втора категорија велите дали влегуваат со патриотско чувство. Значи, прво би рекла дека се рационални, значи тие се бизнисмени, нели, успешни и така натаму. Меѓутоа, во одредена фаза од животот сакаат да придонесат за развојот на својата татковина, матична земја. Како настапуваат, ги гледаат можностите, значи веќе се подобро информирани отколку порано, иако не идеално, меѓутоа ги гледаат можностите. Она што ние како организација го правиме е им нудиме првични информации, даночен систем, понуда на работна сила и тие носат одлуки. Меѓутоа, значи повеќето од нив при релативно еднакви услови или малку по лоши услови во Република Македонија, сигурна сум дека сепак ќе се одлучат тука да инвестираат наместо во некоја друга земја. Дали нивниот систем не излегува од матрицата, ќе инвестира во Македонија, ама како аутсорсинг, пренос на дел од ланците за продукти и така натаму или бизниси, што на одреден начин е атрактивно, но сигурно не е мотивирачко за домашните компании кои мора и сами да произведуваат. Апсолутно, значи јас сега тука ќе спомнам прво улогата на државата или како јас ја гледам државата. Ние никако не успеавме да направиме строго брендирање на Република Македонија како земја на квалитет, ке речем. Значи ние досега главно ја брендиравме како земја на квантитет, во смисла имаме како одеа оние промоции дека имаме многу работна сила,
не спомнувавме дека е ефтина работна сила, апсолутно, и ниски даноци. Значи, со даноците сметам дека треба да остане политиката таква, меѓутоа, ајде да промовираме квалитет. Значи, друго е, бидејќи додадената вредност ќе биде повеќе во Република Македонија отколку било каде на друго место. Има интерес и за такви инвестиции, значи и за аутсорсинг, меѓутоа аутсорсингот е главно сепак во високопродуктивни сектори, значи зборам за IT индустрија најчесто, така што сепак за Република Македонија тоа е добра положба. Меѓутоа, значи имаме и бизниси кои што се навистина во висока технологија, бизниси во кои што не е потребна многу работна сила. И сега пазете, ние веднаш велиме, ама тој инвеститор не отвара многу работни места. Ама вие мерите колку допринесува кон бруто домашниот производ, колку создава во економијата, не е битно само колку ќе вработи лица. Така што мислам и споменав на почетокот дека треба еден така квантен скок да направиме и скокот го гледам во тоа, во привлекување на висока технологија и продуктивни сектори. Уште ли ќе ги едуцирате нашите предприемачи или сега и ќе ги поврзувате на светскиот пазар? Значи, вие спомнавте во својата образовна или професорска кариера, значи, повеќе генерации, 13 генерации на студенти, мислам тука и директори, бидејќи предавав и на МБА студиите, ги образовав. Меѓутоа, мислам дека сега и преку програмите на Македонија 2025, значи имаме одлични програми за развој на претприемништво и лидерство. Меѓутоа, целта ни, имате право да заокружиме една целина, не само да ги поттикнеме и поддржиме, туку да им овозможиме и пристап на странски пазари, па тогаш кога е потребно и да најдеме странски инвеститори кои што ќе пренесат ноу-хау, ќе им помогнат на тие млади предприемачи да растат, бидејќи знаете што ќе стигнат до одредена фаза на раст, потоа немаат вештини самите понатаму да продолжат. Значи, сето тоа им го нудиме и се надам ќе направиме голем импакт врз македонската економија. Јас се надам дека излезете од стереотипот дека експо еднаш во годината и дека е тоа доволно за Македонија 2025. Не, апсолутно, значи ние до сега организиравме многу настани, бизнис форуми низ светот. Меѓутоа така морам да кажам малку не толку се промовиравме меѓу јавност, иако компаниите не знаат. Меѓутоа реков, сакаме сето тоа да го десетплицираме, значи што е можно поголемо да стане, за да можеме повеќе да влијаеме и да оствариме нашата мисија. Никица Мојчевска, ви благодарам што бевте гостин вечер во отвореното студио. Имате можност да се гледате во премиерни издания, така да не се јадосувате што на друго место Заев и Мицковски се во ривалска борба. Тоа беше универзитетската професорка Никица Мојчевска, новиот CEO на познатата веќе една декада Македонија 2025, асоциација на бизнисот од диаспората и од дома. За 10 минути се префрлам на пултот за вестите и следете не таму, ќе имате можност да видите како стартуваше ТВ дуелот Заев и Мицковски пред се околу судбината на СЕО, како и тоа кој и како ќе ја финансира председателската кампања. Се разбира и за некои други работи, за кои веројатно постои интерес, меѓу другото и младите татковци да бидат мајки на своите деца.